Продолжуваме со разговор во нашето студио на тема локална самоуправа за општина Кисела Вода. Зборуваме со гостинката во нашето студио Бети Стаменковска-Трајковска, градоначалничка на општина Кисела Вода. Добро утро, добро ни дојдовте во емисијата. Добро утро и ви благодарам на поканата и можноста да се дружиме денес. Најнапред ви благодариме на убавата и позитивна енергија која што ни ја донесовте во студиото, на вистина понекогаш недостигаат вакви соговорници. Епте не освеживте. Ви благодарам. Така пробувам и секој ден. Треба да бидеме позитивни, да шириме позитивна енергија, ами да работиме. Апсолутно. Под слоганот 100 дена, 100 дела го презентиравте отчетот за сработеното во изминатиот период. Како сте вие задоволни? Јас лично и искрено секогаш нели на оној максимален труд кој го вложуваме, секогаш даваме се од себе, дали претходно како професор, како пратеник и денес од позиција на градоначалник, сум задоволна, но секогаш си велам, секогаш можеме уште и мораме уште повеќе. Значи, она ниво кое го постигнуваме, да го надоградуваме и да одиме повеќе. Заради тоа што треба да оставиме белег и за генерациите кои доаѓаат, но исто така и за своја лична сатисфакција дека сме направиле на вистина сериозен максимум од она што можеме. Што се реализираше во овие 100 дена и каква е градежната динамика во однос на инфраструктурата во вашата општина? Со оглед на временските услови, морам да бидам искрена, заради тоа што станува нели збор за зимен период, каде што градежните активности се и малку намалени, но верувајте, се направи многу во Кисела Вода. Од градежните зафати кои што беа од надземна и подземна инфраструктура, се направија многу голем број на улици. Значи, улицата Жил Верн, која што е во завршна фаза, па имаме Ѓорги Димитров, 527, но исто така се работеше и на подземна инфраструктура, каде што се правеше атмосферска канализација на улицата Томе Арсовски. И многу такви некои зафати кои што навистина беа еден предзнак за тоа пак што ќе следи сега кога временските услови пак ќе се подобрат и градежната офанзива секако и на она што е работење во Кисела Вода да продолжи и да биде навистина многу подобро од тоа што било до сега. Така. Воведовте нови стандарди кога станува збор за комуналната хигиена. За прв пат поставени се 15 специјализирани контейнери за селекција на текстилен отпад во вашата општина. Знаете, многу ги сакам овие теми кога станува збор за одговорно одржување, однесување кон животната средина. Ке речеме можеби 15 контейнери се мала бројка кои беа поставени пред местните заедници, но исто така се работи и на дополнителна нова поголема бројка која ќе биде поставена во училиштата и градинките. И зошто е ова битно? Заради тоа што даваме еден добар пример на генерациите дека навистина селектирањето на отпадот е она кое што треба да ни биде нам секојдневие и нормална приказна заради тоа што на таков начин ја заштитуваме животната средина. Ние можеме да имаме и имаме реални проблеми за тоа каква ни е животната средина. Но мораме да даваме пример со кој што ќе ги надминуваме и ќе одиме едно ниво погоре за тоа дека во иднина ќе ни биде подобро. И од отпадот може да излезат успешни приказни. Од кој аспект? Еве ние се радуваме на тоа што изминатиот период собравме, како што сум јас градоначалник, повеќе од 50 на тони кабаст отпад. Собравме со текстилниот отпад, па на пример се собра 1 тон и повеќе сега на текстилен отпад, кој што отпад понатаму се рециклира, се работи и така натаму. Значи, одржливо да се однесуваме спрема животната средина и да помагаме, нели сепак од тој отпад некој и живее. Во аспект на тоа, отпадот не е баш отпад, туку и можност за заработка. А верувам дека во ова селектирање се вклучуваат најверојатно помладите генерации, затоа што од таму и се почнува течењето. Да, сите заедно, значи со пакомак, со селектирање нели на пластика, на стакло и така натаму, со сета таа можност и ние возрастните да им даваме пример на помладите, но и тие исто така кога децата ќе се научат, верувајте, знаат убаво да ги искараат и возрастните ако направат некој прекршок на такво нешто. Меѓутоа, вие работите и на општествениот живот, отворено е кино во селото Драчево. Да. Малку повеќе на гордост, верувајте, заради тоа што сум јас лично од Драчево и памтам како мала одевме во кино и навистина беше тоа еден
многу убав начин на дружење. И сега ми е многу голема ова што се случи предвадено, отварањето во киното во село Драчево, ми е навистина една голема радост и гордост, заради тоа што со поддршка на градоначалникот претходен Орце Георгиевски, кој ја започна приказната, а ние ја дозавршивме, и во соработка со Киноверзум, морам да напоменам, имаме можност да имаме навистина модерно и убаво кино во село Драчево. А приказната е уште толку поубава што од поранешна Југославија село Драчево е првото село во Македонија што и има кино. И драго ми е што во Кисела Вода имаме две вакви современи места каде што луѓето ќе може да доаѓаат и да гледаат убави филмови. И овде морам да напоменам, целта ни е и во соработка со Кинотека на Македонија да превземаме и одредени активности кои наскоро ќе бидат изненадување за нашите сограѓани, да и малце се подсетуваме на она што значи добра македонска кинематографија. Значи да го негуваме македонскиот филм, она што некогаш навистина било многу убаво, да се подсетуваме и да го поддржуваме она што е денес актуелно, ново и исто така многу убаво. И многу ми е драго што ете овој почеток во село Драчево во киното го направивме со навистина многу убавиот филм на Тамара, приказна за Силјан, кој е многу емотивен и топло го препорачувам на сите да го гледаат. И секако нормално светската кинематографија и новитетите и да правиме убаво. Ја доближуваме културата до граѓаните. Да нашите сограѓани бидат поблиску до можности како да гледаат и да уживаат во едно убаво попладне. Ке ги споменаме тука на младите, целосно укинување на листите за чекање во градинките, дополнително ќе има ли нови градинки за немладите, затоа што тие се разбира се нашата иднина. Да. Во подготовка сме на веќе започнување на две градинки, тоа е во 11 октомври на населбата Згради, 11 октомври Згради и во населбата Подстаница, каде што се доопремуваат градинките и набрзо ќе започнеме таму, но исто така и во населбата Расадник имаме можност за се веќе завршува објектот и исто така таму ќе имаме зголемен капацитет, нели, на можност да се примаат нови дечиња. Можноста да инвестираме, да работиме за подобрување на капацитетите во градинките е навистина прекрасна, заради тоа што покрај тоа што ги поддржуваме, нели, вработените од еден аспект со дополнување на сето она што им треба за воспитно-образовниот процес да тече во најубав правец, од работните облеки па до наставните помагала, но исто така и еве на ваков начин капацитетите да ги зголемуваме, да имаат навистина пријатна атмосфера за работа, а дечињата да имаат и да уживаат. Ние како општина го затвараме оној циклус, да кажам, на поддршка на младите, за да имаме, дај Боже, што повеќе дечиња и наталитетот да ни се зголемува, за вака да зборуваме зубави приказни и да се зголемува бројот на жители на Кисела Вода. Имаше доградби на одредени училишта, меѓутоа тука и комплетно новото училиште во Драчево повторно. Така. Училиштето во Драчево се работи на училиштето Свети Климент Охридски, но исто така во завршна фаза се и реконструкциите на она што значи зголемување на капацитетите во Кирил Печиновиќ основното училиште и Невена Георгиева Дуња. Не се работи само на зголемување на капацитетите на училиштата од аспект на тоа да се има само училници плюс, туку и се работи на зголемување на капацитетите и можност за дополнување на можноста да учениците имаат и добри спортски сали. И тука ни се спортските сали кои што се прават во основното училиште Кузман Јосифовски Питу и во основното училиште Круме Кепевски. Драго ми е што вака ги зголемуваме капацитетите на училиштата заради тоа што навистина тоа е потреба. И не само на капацитетите работиме и на други аспекти кога значи добра настава, да се помага на наставниците од аспект на можности за доедукација, за
вмрежување исто така и работење на сето она што значи ние како општина да им даваме поддршка за тие да учествуваат на меѓународни проекти и така натаму. Но сето ова не би било возможно, морам да кажам, од аспект на тоа доколку немаме поддршка. Ние како општина сакаме и го работиме тоа, но исто така морам јавно да кажам и да се заблагодарам на поддршката која ја добиваме од владата на Република Македонија, заради тоа што со добра тимска работа се има успеси. А кога човек сам работи, сите знаеме како е. Затоа тимски и одиме напред. На тема спорт, целосна реконструкција на култната сала Расадник, тоа е гордост на Скопјани во соработка со Министерството за спорт, за прв пат манифестација спортист во општина Киселавода. На што друго ќе се стави акцент кога станува збор за спортот? Верувајте, се она што можеме да направиме за да ги мотивираме спортистите и сите оние заинтересирани и сите оние пак идни спортисти кои ги имаме во Киселавода да учествуваат на оваа тема, ние тоа посветено го работиме. Многу наскоро ќе имаме убаво отварање на оваа реновирана спортска сала, која представува навистина многу убав објект и верувам дека тоа ќе биде едно место каде што дополнително место каде што ќе се развива и стимулира спортот и развојот во Киселавода, но исто така и мотив беа и тие спортскиот настан кој што го организиравме за прв пат во Киселавода за доделување на вакви символични награди и признанија од општината за сите оние кои што дале одреден придонес. И многу ми е драго што навистина голем број на жители на Киселавода, верувате, има кои направиле многу голем успех. Ние ги поддржуваме, а исто така и после реализирањето на ова манифестација морам да кажам дека и дополнително имаме информации за други некои мали, ама големи успеси кои биле направени на светско ниво. Така да од следната година со оваа спортска манифестација ќе биде зголемен бројот на учесници, верувам, но исто така многу ми е драго што имаме навистина значителен број на спортисти кои успеале да постигнат успех на светско ниво, а се наши жители од Киселавода. Да, убав пример и за останатите општини. Верувам, да се поддржуваме. На почетокот спомнавте за реставрација на одредени улици, меѓутоа се уште актуелен на безбеден град. Што општина Киселавода прави за растеретување практично на сообраќајниот метеж кој не предпоставам, него сигурен сум дека и во вашата општина е горлив проблем. Секако се што можеме да правиме од аспект на тоа за да се растерети сообраќајниот метеж, нели, и сите оние планови кои ги имаме за дополнителни реконструкции на одредени улици кои се навистина од клучно значење, како што е Фредерик Шопен, како што е реконструкција на Томе Арсовски улицата. И знаете како, сите овие улици, и овде морам да го напоменам, и многу битен момент е тоа што многу ми е драго, градоначалникот на град Скопје, Орце Георгиевски, успеа да надмине еден долгогодишен проблем кој беше многу клучен за сите оние што гравитираат по булеварот Борис Трајковски. И сега имаме веќе отворена врата за да се види крајот до реконструкција на овој булевар во потегот од Драчево до Пинтија. И сите оние проекти кои што ние ги правиме, верувам ќе дадат голем придонес за тоа што значи да имаме еден така растеретен и квалитетен сообраќај. Во насока на комуникација со граѓаните, колку тие одлучуваат кога станува збор за општина Киселавода и кои се следните активности на вашата амбициозна приказна? Колку одлучуваат граѓаните? Најмногу. Граѓаните не избрале да бидеме на ова место и тие најмногу одлучуваат. А тргнувајќи од моментот дека буџетот го кроевме заедно со граѓаните, исто така и многу честа пракса е за мене да имам отворени денови каде што во разговор со граѓаните ги добиваме сите информации кои навистина ни се потребни. Ова е рамка за она што зимскиот период, да кажем. Но тоа не значи дека сега кога ќе се стопли времето ќе останеме во канцеларија, напротив, нашата работа е да бидеме надвор меѓу граѓаните низ општината. Оваа сабота јас исто така
Тоа е сутре, ќе имам повторно отворен ден, сакам тоа пракса да ми биде во моето работење и еден белег дека јас како градоначалник на општина Кисела Вода навистина ќе бидам блиска до граѓаните, бидејќи сепак граѓаните не ставаат на ова работна позиција да бидеме и исто така треба и нив да ги почитуваме кога станува збор за квалитетно работење. Така. Ви благодариме на гостувањето во Македонија наутро. Ви посакуваме многу успеси, нели, во понатамошната работа, меѓутоа секогаш да ни одвојувате време да бидете наш гостин за се она што вие го правите и ќе го изреализирате и се разбира за ваши идни планови и вака да убава енергија ни носите во студиото во секој Се разбира, очекуваме повторно да ни бидете гостинка. Ви благодарам на можноста, секогаш со задоволство да дојдеме и да си кажеме од она што сме го сработиле за да го презентираме пред граѓаните, бидејќи транспарентноста треба да биде наше обележје. Благодарам така. уште еднаш. Фала.